Дали знаете дека кај градскиот парк некогаш имало остров? Во делот на паркот на времето се гледале неколку ракавци од реката Вардар. Меѓу нив се наоѓал и фамозниот остров, кое се сметало за најшемаџиско место во 30-тите години од 20-тиот век. На островот се одржувале и коњски трки, а имало и скелеџии за пристап со превоз до островот. Според стари писанија, оние кои немале карта гледале коњски трки високо од ридот, од француските гробишта на Кале. Со тоа се докажува дека островот долг околу 800 метри, едно време многу модерното место за скопјани, е во денешен градски парк. На некои од старите фотографии на Скопје, во некои делови се препознава и дел од овој некогашен остров. Постоело и подолго острово од околу 3 километри, кое се смета дека е денешната населба острово и кое имало два ракавци од реката Вардар. Дали знаете дека во Македонија имало есперантисти непосредно по создавањето на есперантото како нов вештачки меѓународен универзален јазик? На 15 декември 1859 година е роден полскиот лекар и филолог Лазар Лудвик Заменхов, кој е творец на јазикот есперанто. Првиот учебник по есперанто го објавил во 1887 година под псевдонимот доктор Есперанто или оној кој се надева. Есперантото не стана меѓународен јазик во поширока употреба, како што се надевал неговиот творец, но е најважниот и најраширениот од сите новосоздадени вештачки јазици. Во Светскиот совет на есперантистите членуваат и есперантските друштва од Македонија преку Есперантски сојуз. Првиот македонски есперантист бил Георги Малински од Куманово во 1897 година. Македонските есперантисти поднеле предлог устав за решавање на македонското прашање до Париската мировна конференција во 1919 година и за воведување на јазикот есперанто во Македонија како нов јазик на мирот. Есперантското движење во Македонија добило особен замав меѓу двете светски војни преку поддршка на комунистите по усвоената резолуција за есперантото на Вуковарскиот конгрес на Комунистичката партија на Југославија во 1920 година. Движењето посебно се засилило во 1929 Во минатото најактивни биле друштвата за есперанто од Битола, Кавадарци и Куманово, потоа од Охрид и Прилеп. Во Скопје имало две друштва, а друштва имало и во Струга, Струмица и Штип. Најстарото есперанско друштво Ла Прогресо од Прилеп го објавува и првиот есперанско-македонски и македонско-есперански речник со кратка граматика, со по 10.000 зборови. Речникот бил напишан од Методи Галески и Ѓорги Попатанасов во Прилеп во 1977 година. Овие друштва организирале училишта за есперанто, а извесен период овој јазик бил изучуван од голем број секции во училиштата низ Македонија. Особен успех имал наставникот Илија Поповски во основното училиште Свети Кирил и Методи во Битола во 1979 година. Во 1981 година бил објавен и првиот македонски учебник по есперанто, како и македонска антологија на поезија и проза. Во Македонија е објавен и клучот за албански зборови за јазикот есперанто. Од Македонија едно време бил и председателот на Есперантскиот сојуз на некогашна Југославија. Тоа бил студентот на Шумарскиот факултет во Скопје Стојан Стојановски во 1982 година. Есперантското друштво Прогрес од Скопје било организатор на традиционалните трети студентски есперантски средби на Југославија, кои се одржале во Охрид во март 1982 година. Во 1991 година, по самостојувањето на Македонија, Есперантскиот сојуз на Македонија промовира повеќе изданија од македонски писатели преведени на есперанто. Македонскиот ликовен уметник Димитар Чудов е автор на јубилејната двојна поштенска марка
po povod 100-godišnjinata na međunarodniот jazik Esperanto, objavena na 14. juli 1987. godina.